на мојата пресконференција околу оваа точка на дневен ред за која што треба да дискутираме околу задолжувањето на општина Битола со кредит од Светска банка преку Министерството за финансии во вкупен износ од околу 2,5 милиони евра. Се надевам дека ова што ќе го прочитам, мојот колега Николешка ќе се препознае. Значи, на нашата реакција за задолжувањето на општина Битола беше одговорено со следниот текст. Денешната пресконференција на СВСМ беше самоодложување на нивната желба за внимание со стари и абсолвирани нивни недостигна нови идеи. Во недостиг на нови идеи, така нешто го тумаче можете да напишат. Нивното деструктивно однесување да се оспорува што е добро и вредно, го актуализира и пред носењето на формална одлука. Значи, носењето на формална одлука е денес. На Советот на општина Битола за инфраструктурно уредување во поранешната касара. Точно, значи мислам дека добро го прочитам, бидејќи напишано малку нејасно. Понатаму ќе прочитам уште еден дел, меѓутоа ќе дојдеме до тој дел. Значи, дали ние навистина сакавме да скрениме внимание на граѓаните на општина Битола? Да, сакавме. Сакавме да им кажеме на граѓаните на Битола дека началникот Талевски ги задолжи за 2,5 милиони евра, за кои што треба да плаќаат нашите генерации во наредните 15 на година. Или поточно до 2030 година. Зошто беше мојата реакција на пресот кој што го одржав и зошто ние како опозиција нема да го поддржиме овој проект на градоначалникот Талевски, кој што вие се надевам дека ќе го изгласате без никаков коментар. Значи, целата наша реакција, ево ќе почнеме како се одвива работи. Значи, јас присуствував кога луѓето од Министерството за финансии беа присутни во општина Битола, каде што ни беше презентирано кои се условите за кредитот, за колку временски период ќе ги земе, како треба да го враќаме и што и кој е нашето мислење. И тогаш им кажав како представник на опозицијата, кажав и на пресконференцијата, ево ќе кажам и денес. Значи, ако вие мислите дека ние лукаме по се што е добро за општина Битола, се лажи, не е точно. Значи, ако е нешто добро на вистина за граѓаните на општина Битола, ќе го поддржиме. Меѓутоа, ова што сега, што треба денес да гласаме, мислам дека не е добро. Зошто не е добро? Ќе давам свое образложение. Значи, истото им го кажав на луѓето што беа представниците на Министерството за финансии, што ги го повторам во денешната седмица. Ние, можеби ќе беше добро, ако денес земевме овој кредит се однесуваше за некои улици кои што не се во склоп на Арма 4, како што ова стои во одлуката за задолжувањето. Зошто го тоа така мислам? Затоа што, значи, ако се однесуваше од општи интерес за граѓаните на општина Битола, каде што треба да изградиме некои нови патишта надвор од постоечките планове или надвор од Битола или некој реконструкција на некои значајни улици, тогаш би го поддржал овој кредит. Меѓутоа, во Арма 4 има инвеститори. Има инвеститори луѓе кои што уплатиле пари согласно законските прописи. Значи, уплатиле пари за да добијат уредување на градежното земјиште, да бидат приклучени на водоводна и тоа што е електрична енергија на тие сите што се приклучуваци, инфраструктурни приклучуваци. Меѓутоа, парите, кај се парите? Тоа е прашање. Парите што ги уплатиле инвеститорите за Арама 4, каде отидоа? Во подолу од цитираниот текст на прочитуваниот колега Николешка кој што излезе на пресконференција, значи кажува дека се прераспределени
во индустријската зона Жабени, што значи обезбедување услови на нови работни места преку комуналната инфраструктура во касарната. Значи, за нови работни места, општина Битола, со амин на владеачкото мнозинство, значи, сигурно тој што го кажува, знаел дека парите се таму пренасочени, за да се отворат нови работни места, како што стои тука. Значи, тоа е образложението на или одговорот на мојата пресконференција. Добро, го ред. Началникот Владимир Талевски еднаш или два пати или три пати, не знам колку пати излези, тоа го повтори од оваа говорница овде. Значи сме дискутирале каде се парите што луѓето, инвеститорите во старата касарна ги платиле за да добијат приклучок на инфраструктурните потреби што да ги пренасочил во индустријска зона Жабени. Е тука со тоа не се сложило. Затоа ќе бидат против овој проект. Не може парите од касарната да се пренасочат во Жабени. Касарната е касарна, го рекол тука, Жабени е Жабени. Значи не може, еве ќе одиме со практичен пример. Ако вие уплатите комунали за изградба на вашата куќа и општина Битола или некој службеник таму или по наредба на Владеачката партија, не знам таму како да тие процедури, вие наместо да му извршите приклучување на човекот што ги уплати комуналите, му правите на соседот. Зошто? Затоа што соседот планира да отвори продавница и ќе влагоди двајца. Не може така. Тој што ги уплати парите, тој треба да има против устува. Че тоа ги платил парите. Понатаму објаснувате на граѓаните на Битола дека кредитот е многу повален, со многу мала каматна ставка и дека треба да биде прифатен. Значи, на прва треба да биде прифатен, бидејќи е многу добар. Нема добар кредит. Добар кредит нема. Секој задолжување е задолжување. Дали каматата е 0,5%, 3%, 1%, ич не е битно. Граѓаните тие пари треба да ги вратат. Значи нема добар кредит, каматната ставка е мала и ние сега треба тоа што ќе го земеме да го вратиме. Значи, и уште еден пасос ќе го искоментирам и тука ќе завршам. Значи, верните вака. Иако јавноста веќе е добро запознаена колку многу се поволни условите на кредит од Светска банка, а особено дека на секоја општина има кредитивитет на успешно работење. Значи, ние го добиваме кредит дека имаме многу успешно работење, а да се гледа. Значи, ако излеземе низ градот, ќе го видиме успешното работење. И по улиците, и во Зоолошката, и во пожарната, и во сите јавни предпријатија кои што денес славаме на оваа седмица за минуто работење или не работење. Значи, за таквата успешност ние го добиваме кредитот. И сега се прашувам, и сега дори имам дилема, значи, зошто Талевски е дојдол да награда или си ја купил, не знам на каков начин има добиено, за кој што се фалеше пред ден-два, очекував дека денес ќе дојде тука да ми се пофали како претходниот пат кога доби во Кембридж, меѓутоа жал ми е што не е тука. Сакав да го прашам како успеа колку квалитетно да работи и како колку да биде наградуван во светските, речем, фондови кои што ако платиш ќе добиеш, ако не, нема да добиеш награда. Поради квалитетното работење се дувала и наградата. Јас тука би завршил. Се надевам дека колегата или колешката која што го слушна, реакцијата на мојата пресконференција ќе ми одговори. Благодарам. Златко и ти.